По 2 години исто така и австралискиот премиер објави дека границите на Австралија ќе бидат отворени за туристите од 21 февруари, па и не случајно дел од светските медиуми ја нарекоа тврдината Австралија ги отвара границите, бидејќи навистина оваа земја беше едно од најригорозните изминативе 2 години кога станува збор за влез и за излез од државата за странски туристи. Добро утро велиме за нашите соработници од Австралија, Жаклина Михајлова и Винце Панов. Редовно откако започна пандемијата ги вклучуваме од Сиднеј Австралија за да не информираат за состојбите таму, а причината е едноставна. Голем број на македонци, ако не и најголем број после Соединетите Американски држави, живеат токму во Австралија. Жаклина, велам прво добро утро и ве поздравувам од Скопје. Добро утро Македонија, поздрав на сите и вам во студиото. Токму така, прајминистерот на Австралија, Скот Морисон, објави неодамна дека на 21 февруари тотално ќе се отворат границите за влез на туристи. Туристите треба да бидат потполно вакцинирани, значи според моменталниот закон треба да имаат 2 вакцини, меѓутоа ако се вакцинирани со вакцините Pfizer, тогаш треба да имаат 2 вакцини. Ако имаат некоја друга вакцина што се користат во Европа и во другите земји, тогаш треба третата вакцина да им биде Pfizer. Инаку, дали потполно вакцинирани ќе бидат со 2 или со 3 вакцини, денеска почна голема расправа во парламентот на Австралија, бидејќи се предлага дека жителите на Австралија мора да имаат 3 вакцини и тоа ќе значи потполно вакцинирање. Значи се поттикнуваат да ја стават и третата вакцина, додека туристите можат да влезат само со 2 вакцини. Па сите медиуми има коментари во врска со ова и расправата и дебатата и во парламентот и во медиумите се одвиваше токму на оваа тема. Од почетокот на пандемијата во Австралија досега починале околу 4000 луѓе, но повеќето од нив се починати со COVID, значи од некоја друга болест, и во меѓувреме кога се разболеле од таа болест имале COVID, многу одамна прекина да објавуваат дека починале луѓе само од COVID. Значи, интересно е како се известуваат жителите во врска со оваа пандемија и во Австралија, и верувам дека е униформирано како и во сите други земји. Инаку, што е најважно во Сиднеј во Нов Јужен Велс, бројот на заболените од COVID од Омикрон се намалува. Пред 2-3 недели имавме по 25.000 заболени секој ден, меѓутоа сега падна за половина, значи денеска имавме околу 10.000, малку повеќе од 10.000 заболени. Верувам дека сите туристи ќе можат да ја посетат Австралија, заради тоа што веќе 2 години нашата туристичка економија е столчена од мерките кои што нашата влада ги превзеде заради оваа пандемија. Исто така, австралискиот буџет се полни од студенти кои што од другите земји доаѓаат овде да студираат. Минатата година беа олабавени тие мерки, делумно, не потполно, но сега потполно ќе бидат олабавени, така да сите мерки што беа превземени во март 2020 ќе се избришат. Се надевам дека Австралија ќе стане отворена земја и дека и ние ќе можеме да дојдеме и да ја видиме Македонија ова лето. Или уште напролет. Повелете ако имате прашања од студиото. Жаклина, јас и Ване се надиваме дека ние двајца ќе имаме можност да дојдеме. Шегата настрана, но сакам да те прашам како реагираат граѓаните на ова сега отварање на границите. Можноста да повеќе туристи дојдат во Австралија. Верувам дека македонците се среќни што ќе можат нивните роднини да дојдат во следниот период. Каква е реакцијата? Македонците верувам дека се среќни затоа што роднините ќе им дојдат и ќе можат да им ги причуваат децата или да ги посетат, да почна да врне на плажата во Кронала и откаде што ви се јавуваме во моментот. И меѓутоа австралијаните главно веруваат во пандемијата, во ковидот
И денеска дебатите беа дека не само австралијаните, туку и сите други што доаѓаат треба да имаат 3 вакцини. И за крај само Значи, бидејќи почна летен дожд, блазесеви, Да, плажа, море, лето, дожд, кратки ракави, љубоморни сме. Кратко само спласнали целиот оној метеж кој што настана околу случајот Новак Џоковиќ, или се уште австралиските медиуми толку се интересираат за тоа што се случи целата сага околу најдобриот светски тениски ас? Значи, австралиските медиуми немаат толку голема кампања во врска со Новак Џоковиќ. Така. Тие веднаш кога започна, турнирот Australian Open започна следниот ден, престанаа да зборуваат за тоа. Поделени беа луѓето што живеат во Австралија, дали требаше да го вратат или не требаше да го вратат. Меѓутоа, сите во живо го слушавме судот и ќе оставам сами да пресудат гледачите и во Македонија дали беа во право австралиските власти. А ќе кажи и днината, ќе видиме колку тоа ќе чини. Така. Ние само да прашаме до каде ја работат и да се заблагодариме Жаклина, вами на Винце Панов за исто така ова вклучување. Меѓутоа, јас сакам во името на многумина од македонската заедница да му честитам на Новак за оваа храброст, бидејќи е храбро да станеш борец за слобода во денешни услови. Благодариме многу и само да довршам јас на мислата, ние да се заблагодариме и на вам, Жаклина, лично и на колегата Винце Панов за овие прекрасни вклучувања кои што ни ги овозможувате токму од Австралија, бидејќи навистина имаме многу прашања на кои што добиваме од вас одговори за тоа што се случува околу пандемијата таму, бидејќи кажавме и во најавата, кажавте и вие, голем број на македонци живеат таму. Уживајте во вечерта, уживајте во летниот дожд и се гледаме следното видување, конечно нека биде тука во нашето студио во Скопје. Благодарам и вечерен поздрав од плажата Кронала во Сиднеј. Благодариме, не требаше ова повторно плажа да го кажете на крај. Да, поздрав голем, преубава гледка, енергија, дали ги забележа сурферите во позадина како се трудев да не ги забележувам. Па добре, јас гледам што се случува, колку има луѓе на плажата, како си уживаат и така. Ајде, убава енергија ни прати Жаклина и Винце Панов.